Поштовани гледачи, добро вечер. Добро ни дојдовте во емисијата Здравје од природата на Канал Усум. Добро знаете дека секој понеделник ви даваме совети за вашето здравје, како на природен начин да излекувате повеќе болести. Со оглед на тоа дека и во информативната емисија Вести на Канал Усум кажавме дека грипот, посебно во оваа сезона, во зимска сезона, значи прогресира, а во Кочани над 600 заболени имаме. На ниво на Македонија многу повеќе, па затоа како наша вечерашна тема одбравме да зборуваме за грипот како сезонско заболување кое не ги поштедува ниту помалите деца, а секако најмногу е застапен кај возрастните лица. Па како на природен начин да се излекувате доколку ги немате многу јаки симптоми, нели? Добро е да се обидете со чаеви, со лековити билки, дома да си направите убави чаеви и да го излекувате грипот. Разговараме со магистер Киро Бојаджиски. Добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. И добро вечер и на вас и на вашите гледачи и слушатели кои што од оно што ја знам будно ја пратат вашата емисија и се презадоволни од тоа што ги советувате и вие и ја гледачите. Секој понеделник на различни теми, значи обработуваме различни теми за тоа како на природен начин да се излекуваат луѓето, па еве кога се договаравме за оваа емисија, кажавме дека грипот и во Кочани прогресираше, има доста заболени, па затоа одбравме како тема. Прво да зборуваме што е грипот и какво заболување е грипот. Сезонскиот грип се разбира, да не се исплашат гледачите кога ќе зборуваме за некој птички или свински грип. Далеко било. Но преди почнувањето на емисијата на оној лошиот дел, да кажеме, за болеста, за грипот, дозволете да им го честитам празникот 8 март на нашите дами и на сите дами во Македонија со желба за добро здравје, среќа и за повеќе деца. Нашите дами го репродукуваат човечеството и за тоа треба да има големо признание од сите нас, големо внимание и со должна почит да се однесуваме сите. Во тој дух, ете, ја им го честитам 8 март. Иако 8 март уште е една недела, но да, сепак да искористиме можност, прилика да го честитаме. Така е, да бидат живи, здрави, среќни и да им по нешто тропка у џепов од време на време. Така, нека име честит на сите жени, а тоа можеме да го сториме и веќе и следната емисија, затоа што ќе биде еден ден после празникот 8 март, па можеме и да поспоруваме и за она нега на лица кај жените, па да посветиме повеќе внимание на женскиот пол. Сега ќе зборуваме за сезонското заболување грип. Што представува грипот всушност? Грипот е вирусно заболување, изузетно заразно, многу брзо се шири. Инаку латинското име на грипот не е грип, туку е инфлуенца, а доваѓа зборот грип од францускиот збор нешто што брзо ќе грабне, нешто што брзо, да речеме, ќе ме фане. И у таа скратеница на зборовите нешто што може да ме улове и грабне е дојдено до зборот грип. Инаку тоа е инфлуенца, тешко вирусно заболување, многу заразно и што е многу важно, многу вирулентно. Под име вирулентно, латинскиот збор медицината се смета дека многу брзо ги променува своите својства вирусот, така да ако се лекуваме од еден вид, да кажеме, грипот многу лесно може да дојде со промена на климатските услови, да мине у друг подвид, у трет подвид, така да оно што ќе го лекува докторот со тај лек за вирусот, он веќе може да минал у Б или Бог те пита кој подвид, така да лекувањето од оно почетно нема баш буквално никаква фајда да има. Ќе дојде до измачување кај пациентот со, на крајот да кажам, со многу лоши последици, страв кај луѓето, и што е многу важно, ако еден у фамилијата во болен, не им бега заразата и на другите у фамилијата. Кажавме дека брзо се шири и многу лесно се шири. Да. Нема категорија од луѓе кои немаш да заболуват. Кажавме дека децата не се поштедени исто така, па и од 0 до 4 години. И тие можат да заболат од 4 до 16 години, па и тие над 18 години. Не бира категорија на луѓе, било која категорија од најмалите до највозрастните може грипот да ги нападне.
да се позадрже и што е многу лошо, работоспособните исто така не се поштедени. Да. Не се поштедени ни спортските типови, како што ви знаете за време сега на Олимписките игри од грип, од простинка и други причини, луѓето не можеа да се надпреваруваат. Да, се одложуваат и надпреварите. Но штетите и по стопанските организации и по лично по оној кој ќе биде нападнат од грип се видливи, има последици онака економски и државата секако дека има последици, ќе мора заболените да ги лекува, да бидат изолирани, да лежат дома болни и така натаму, а со тоа се зголемуваат и трошците за нивно оздравување, односно за нивно лекување. Така. Имаме ли симптоми по кои може да се препознае дека човекот е болен од грип и веднаш да презема нешто или па да се лекува на природен начин? Често пати може да погрешат и најдобрите лекари од тоа какви се симптомите за може да се поистовети со настинка и да рече Така е. ништо не ми е, па да не го свати сериозно. Така е. Со настинка, со кашлица, со главоболка и други банални Но грипот е многу поразлично заболувања. од настинка, затоа сме тука да Така е. објасниме. Со грчеви во мускулите и човек мисля, јас сум настигнан, не ми е ништо, ова ќе помине на нога да помине и така натаму, се тоа како симптоми и погрешно оценување на тоа дека е тоа што он мисли, меѓу тоа не е тоа. Грипот е заболување вирусно и за несреќа напаѓа многу видови на органи. Дишните органи се сигурно на голем удар, потоа мозокот, заради тоа што тука веќе имаме главоболие, крвотокот и органите за варење и органите за прочистување на организмот, како што е црниот дроб, бубрезите, слезенката, панкреасот и така натаму, така да многу подвидови и многу знаци кои што може да се поистоветат или да бидат слични со други банални заболувања, ги има баш кај грипот. И у тој момент човекот прво што ќе осете една малаксалост, нема сила, одима главоболка, лошо гледа, лошо спие, не може да спие, има и грчеви во рацете и нозете, тешко се движи, рефлексите му опаѓат. Тоа се сигурни знаци дека кај него се дешава нешто што е најнепријатно. Дека он е у почетна фаза на заболување од грип. Натаму втората фаза е повисока температура. Зголемената температура при тие претходно речени знаци е сигурен знак дека човекот се наоѓа веќе во втората фаза на заболување, кога што доваѓа до не само зголемување на температурата, него и до припаѓање кај човекот, несвестица, повраќање, понекогаш и пролив ако се работи и за органите за варење. Со еден збор многу знаци во втората фаза доваѓаат до поголем израз и човекот се осеќа збунен и уплашен, што е вистина он загрозен, да кажеме здравствено, но и да кажем оно најлошото може да биде и животно загрозен. Ете гледаме ни од нашите телевизија покојници од грип. Да, веќе грипот во Скопје, па и во сите болници, амбуланти кои што не ги регистрира телевизијата, но и има такви случаи. Знаеме дека луѓето заболени од грип се навистина болни и на нив треба да им се обрне внимание, најсериозно внимание, за да можат да бидат лечени и излечени. Инаку оние породечни појави, те има свински, те има птичи грип, те нилски грип, не знам што. Тоа е едно зло, кое што го измисле, да кажем, фармацевската индустрија, за да може да произведува некои видови на лекови, ќе створе еден фетишизам, еден страф кај луѓето, дека е тоа најопасно и дека ќе се умира масово, па они ќе произведат некои лекови кои сакал некој човек ќе мора да ги прима. Или ќе мора да се вакцинира, може да се сеќавате, пред 2-3 години кога се дигна голема галама во Кина, птичи грип. Те лебедите пренасат, те домашните птици пренасат грип и така натаму. Се тоа испадна дека е една голема фама, фактички една комерцијална така застрашувачка една кампања и ги натера луѓето да сериозно размислат и да примат лекови
кои што кој знае колку помагаат. Да се врнам на тоа, нека не ми замерат медицинарите по прашањето на вакцинацијата против грип. Па и они не се вакцинираат. Искажувањата се од една крајност до друга крајност. Пред почетокот на сезоната се вакцинираа луѓето, значи и кажувавме нели на вести дека може да се вакцинираат и дека во доволни количини го има лекот Тамифлу, кој е лек нели против ова заболување, но ние сме тука на природен начин да објасниме како сето тоа може да се излечи. Да кажам. Дека кампањата на вакцинација е од една крајност од друга крајност. Некои веруваат, некои не веруваат. Не веруваат и самите доктори. Па и они не се вакцинираат. Нека ми замерат, ама еве нека излегне некој на телевизија од тие што се превентивци, нека каже дека јас сум се вакцинирал и нема да заболам од грип. Вакциниран или не, ако се најде во средина дека е настанала таква промена на видот или подвидот на грипот, он ќе заболи. Без оглед на тоа што е вакциниран, а мој е вакциниран од еден тип, а не и од повеќето видови. Така, да вакцинацијата нема средина, уосталом така ние и мислиме као македонци, од една крајност од друга. Може да биде, или нема да биде, или ќе биде, нема средина, да кажеме, може, ама не мора. Ние сме се за крајности. И така, да кажам дека вакцинациите се доста дискутабилни, дури има и спротивни мислења дека вакцинирањата може, ако се со неадекватни вакцини, малку поживи, малку поотпорни и така натаму, да направат и полоша состојба. Сакате да кажете дека превенцијата не е 100%, односно заштитата, затоа што имаме многу подвидови на грип. Така е. Тоа не го викам ја, тоа го вика и науката. Можете да се уверете, било кој да прочитате за грипот, било што, ќе видите дека е една широка лепеза на подвидови од кои што тешко може човек да... Најдобра заштита е да човек не се заразе. Па као превентива, да кажам, во колку има некаде, во некоја средина. А такви средини се најчесто дечите градинки. Школите. Во градинките, во училиштата. Да. Кафе барови. Едното идно и многу. Кафе баровите, ноќните тамо, да кажеме, објекти дека се собират младите за разни игри и така натаму. Автобусите, возовите. Да. Они се автобуските станици, железничките станици, па и болниците. Тоа се центри каде што човек може најбрзо да се заразе и што се вика да настрада. Тоа е као превентива, настрадат и лекарите, настрадат и помошниот персонал таму за тоа што ќе дојдат со разни видови и подвидови на грип и тоа е тоа. Она што сакав да го споменам во оваа емисија, односно да го споменеме заеднички, е тоа дека треба се прави разлика помеѓу настинка и грип. Луѓето го поистоветуваат, но настинката е многу по-неопасна од грипот. Грипот може да има и последици кои ќе ги споменеме, нели? Доколку не се лекува и доколку се занемари. Кои се оние последици кои може да ги предизвика грипот, а што не ги остава настинката? Да кажеме, симптомите се тука некаде, значи симптомите се слични, освен дека покачена температура има повеќе кај грипот, нели? Настинката може да биде и предзнак или да биде претеча на грипот. Човек кој е простина, но имунитетот му е ослабнал. Така. Нема таков имунитет како што треба да има и организмот е, да кажеме, со ослабен имунитет и многу полесно може да биде нападнат тај организам од грип или од некои други заболувања. Така да настинката не треба да биде подценета, оти настинката се манифестира и со кашлање, со заболување на дишните органи, со заболување на грлото, на крајниците, на ушите, на синусите, кај повеќе луѓе. И настинката може да предизвика многу блиски симптоми како што ги предизвикува и грип. И сето тоа мора да се води рачун дали се работи за класична настинка или се работи за настинка со прелаз кон грип. Ако е тоа веќе така, тога лечењето е покомпликовано и треба многу побрзо да се интервенира. Така, ќе споменеме разни чаеви кои може нели да си само помогнат луѓето дома пред да појдат на лекар, но тука јас
би кажала дека почитувани гледачи можете да се јавите на телефонскиот број 078-313-654, ќе можете да се јавите или да пратите порака за да си ја добиете оваа прекрасна книга од магистер Киро Бојаджиски. Лековите билки, болести, рецепти, тука буквално имате за секоја болест како на природен начин да ја излекувате. Сега алтернативната медицина нели прогресира, што се вика, и многу повеќе е застапена и луѓето може да се лекуваат на природен начин и го бараат тоа, затоа што лековите не само дека се скапи, туку и го трујат организмот. Тоа е само хемија, а ова е на природен начин. Значи тука имате токму и за денешната, односно вечерашната тема грипот и можете да најдете за сите болести. Еве, во наредниве минути може за првиот кој ќе се јави, ќе си ја добие наградата. Продолжуваме и понатаму. Кои се тие чаеви кои вие ги препорачувате за излекување од грипот? За среќа ние сме подрачје со многу силни лековити билки. Пак викам и за среќа што нашите луѓе доста добро знаат, особено во припланинските и планинските региони, знаат да се лечат со лековити билки, иако не знаат ни латински имиња, ни народни имиња, ама знаат, ако некој има кашлица, за кашлица е таа билка, ако некој го боле грбо, тоа е за тоа. Почнаа луѓето во последно време да се интересираат за алтернативната медицина, да. Бронхитис или запалење на Одат по планините, берат чај, се интересираат како треба да се пие, на кој начин треба да се конзумира и така натаму. Тоа е добро. И посебно со ваквите емисии, нели, придонесуваме за тоа, затоа што штета ќе нема од чаевите, само може да има корис. Не. Одма да нагласам ја, имаме прекрасни растенија, ќе ги набројаме тие, но би било добро сите што не слушат и гледат да знаат дека чаеви може да се зимат не само кога е заболен човек, него као превентива. Зимањето на чаеви као превентива е многу посигурна вакцинација, тоа јас да го речем као вакцинација, затоа што во организму кај него веќе има одредена концентрација на лековити алкалоиди и лековити природни антибиотици или фитонциди, како се викат у науката. Тие заедно со природниот имунитет, природната сила, го прават организмот отпорен, го прават силен, така да и да дојде ред до се човек измеша некаде во средина дека му прети опасност од било каква зараза, тука се природните лековити својства на билките, за кои сега ќе зборуваме, и тие му помагат на човекот да се пред тоа заштите од евентуална зараза, не само од грипот, но и од други, но посебно од грипот. Да. Сега кога сме... Имаме различни комбинации на чаеви за различна категорија на граѓани. Ќе почнеме од децата, може. Ја секогаш сум приврзаник за комбинации на чаеви, најмалку 3-4. Често луѓето прашуваат дали може да искомбинираат чаеви, дали ако пијат нане да бијат само нане, да не го мешат со камилици и така натаму, но ние често споменуваме дека не е лошо комбинирањето на чаевите, така ли? Вие дури и го препорачувате. Па и у моите книги до сега, овие 4 сум ги издал, се со комбинации на минимум 3 или 4 растенија, од кои што, дури ако има вирулентност, преаѓање од еден вид на болест со друг, едно од тие растенија ќе му помогне као превентива, другото ќе му помогне да го лекува ако е веќе заболен. Па од тие причини комбинациите што јас ги тука препоручувам и што сум ги пропишал, се фактички и за превентива, но и за лечење. Па од тие причини нема штета, може луѓето да мешат, но обавезно да прочитат оно што јас сум го напишал, тоа да го прават од има растенија кои меѓу себе не се поднасат. Некои агресивни, затоа треба добро да се знае каква комбинација ќе се направи. Тие што се поагресивни ги прават да кажам, понеотпорни оние и нема да делуваат, напротив, ќе испадне да пие топла вода само, а не да пие чај. У тие поагресивни е кантарионот. Да се знае, он е неверојатно лековит, као сам, но и измешан со некои други билки, но ни у кој случај не може кантарионот да се меша со сите билки, особено оние кои се понежни и кои немат така големи количини на алкалоиди во себе, но во секој случај да кажам дека он е едно од оние 10 кои јас сум ги наброил растенија уопште у нашиот крај е едно од 10 најлековите растенија. Кантарионот, да. Па од тие причини може он да се меша, да кажеме, со ајдучка трева, со невен,
може со мајчина душица, но не може да се меша со момени солзи. Момените солзи се помалку и отровни. Не може да се меша со иглички. Игличката ќе ја упропасти. Нема ништо од неја да се добие. Не може да се меша многу често ни со лековити билки за болести против срцето, како што е белиот глок. Ни во кој случај, со имелата исто така, он тоа сеќе растура и човекот може да пие само топла вода. Значи, затоа е добро луѓето да ги гледат редовно овие емисии, за да можат да си запишат со што и како можат да комбинираат. Да се подучат и така да прават како што сега зборуваме. Сега за малите деца да кажеме, они се најранлива и категорија за жалење. Не може да кажат што ги боле, како ги боле, дека ги боле, едноставно најмалите најчесто плачат, не може да спијат и се види дека очињата се им подцрвени, доваѓа кај нив до повисока температура, нагло качување на температурата. Најчест симптом е температурата и кашлица со подувување малку на лицето и со многу често со исфрлање на бели петна по кожата, што е знак дека температурата се зголемува, а организмот покушава на тај начин преку кожата да се оладува. Тоа треба да се има предвид. Добро е, старите го знаат тоа, тоа младите мајки не знаат, треба да му отворат устичката и да видат ако му е јазикот бел на детето, побелува јазикот, знак е дека има висока температура. Без оглед дали ќе мере или не. Ќе види ако му е јазикот бел, сигурно има висока температура. Натамо оно старо фаќање на челото, така е, и отварање на устичката, тоа е еден од првите, да кажеме, знаци кои можат мајките или бабите да го тоа приметат и да преземат соодветни мерки. Без паника, малите деца ја поднасат многу поарно високата температура него возрастните, особено старите. Возрастен веднаш залегне и толку. Толку е. Такви млади као мене. И од тие причини го пребродуваат тоа. Така е. Да кажам, за дечињата, извореден лек во самиот почеток на лечењето е мајчината душица. И то помешана мајчината душица може со камилица, може мајчината душица да се помеша и со Божји дух. За Божји дух и Преска ме питаа што е Божји дух. А ние нема емисија да не го споменеме Божјиот така дух, е. Сме го покажували многу пати, но сепак еве луѓето повторно прашуваат какво е тоа растение. Божјиот дух е едно од трите Божји растенија. А тие три така е. Тоа е Божјиот дух, тоа е мајчината душица, тоа е босилок. Босилокот името на босилокот произлегува од црква, базилика. Он се и базиликум вика на латинско име. Па од тие три, да кажам, растенија направен еден чај на мало дете со лажичка или со цуцла, ако му се дава, температурата може да опадне, што се вика гледајќи за 2 до 3 сати температурата ќе падне кај малите деца и ќе започне брзо излекување од грипот. Нема проширување на грипот од овие три билки, што сега ги препорачуваме и на детето, ако е дури и цицелче, може на цуцла дури, и ако е малку повозрастно, преко цуцла или со лажичка треба да му се дава 4 пати, па и 5 пати, па не е штетно дури на место водичка, а децата кои имат температура и грип тражат повеќе вода, да им се дава да пијат повеќе од овој чај. Овој чај треба да се засладува со мед, но не премногу мед, онака да биде благо. Може да го прифати детето. Да. Така е, благо засладен и децата го пијат тај чај. Добро го прифаќат. Не е проблем дали ќе го земат или нема да го земат, ќе го земат тај чај. И од тие причини треба да зимат 4 дена. За 4 дена температурата апсолутно ќе падне, апсолутно. Грипот ќе биде смирен, ќе биде некаде, може да кажам, при крај лекувањето. Но треба да се продолжи још малку. Још 2 до 4 дена, за да може грипот до крај да биде ликвидиран, односно да биде лекувањето потпуно до крај. Во колку температурата расне, постојат начини за намалување на температурата кај дечињата. Може да му се натопат чорапчињата со природен оцет. И да му се стари бабени лекови кои се доста ефикасни. Да. Натаму оцет може да му бидат измачкани градичките, но и грбот, за тоа што плучата на луѓето се на грбот. На грбот едноставно да биде
измачкано со оцет и добро облечено после да може да се тоа мачкање со оцет може да се направи 3 до 4 пати, но бабите стари знаат најчесто да натопат некоја крпа и да му стават на детето Да се излади челото. челото да се изладе, па ако е ладно челото, они мислят дека се е ладно. Не е можда така, меѓутоа симптомите на челото што се видат и на обрашувањето од црвенилото, ако почне лечењето за опаѓање на температурата од оцетот, сигурно е дека е температурата започнала да се намалува. Тоа е за дечињата. Сега да минеме за категорија на возрастни луѓе. Така. Кај нив ситуацијата од заболување на грип е многу, како да каже човек, да не погрешиме и да не ги исплашиме, многу поалармантна, ги доведува луѓето во една психичка состојба нестабилна и страв. Стрес. Стресот е страв. Не е ништо, Бог знае што кажа, но латинскиот збор на стравот е стрес. Тие се збунени. И што е многу лошо, не сакат да прифанат лечење. Ќе ми помине на нога од нога и така натаму. Како она, нашата, знаете како е. Ако оде на болница, ќе се лекува 7 дена од грип. Ако се лекува дома, ќе ми една недела. Не треба така да се однасаме. Грипот како сериозно заболување, особено на дишните органи, на органите за варење и на органите за пречистување на организмот е сериозно заболување со последици. Со последици. Еднаш, да кажеме, упропастени бубрзите, тешко може да се оправат. Еднаш упропастен црниот дроб, у него се стварат каверни, па и во белиот каверни, тоа се дупки, ствари. Не треба да се дозволи тако нешто. Не треба, ќе останат трајно. Или може додека е жив човек да ги носи тие каверни со последици. Па од тие причини таа категорија на луѓе мора да се озбилат и мора да се добро лекуват. За нив ја препоручувам овака. Обовезно мајчина душица, лисје или кора од даб. Од благ даб. Зошто? Затоа што дабот има многу големи количини на танин, а вирусите се многу осетливи на танино. Само што ќе го допре, да кажеме, тоа делче од танино, вирусот тај момент умира затоа што танино им одзима водата. Суше ги едноставно. Па од тие причини, значи, ако правиме комбинација, треба една лажица, да кажеме мајчина душица, една лажица дабова кора и би било добро ако може да најдат лопен, цвет од лопен кој што го спречава кашлањето и напорите на плучата. Он ја ублажува кашлицата затоа што многу често луѓето кои имат грип, возрастните, они и кашлат. Па може да го чуете, да кажеме, од вашата зграда, да го чуете кај собранието дека кашля некој. Што е сигурен знак дека он има напад, голем напад има на дишните органи. Не треба да се бојат, дабот не е отровно растение, дабот е многу силно растение. Во колку можат да најдат, да кажем, и во, ако веќе до тоа дојде, може и јасенова кора од јасеново дрво, кое што е исто така многу лековито и го убива грипот. Птичиот грип е сузбиван во Кина, Индокина, Индија и така натаму со јасеново и дабово и со лук. Да. Јасеново, дабово дрво и лук. Јас мислев ќе помине емисија да не го споменеме лукот, но сепак кога станува збор за грипот, мораме да го споменеме неодминливиот лук. Неодминливиот и многу лековитиот лук. Во лукот има детерминирани, да гласеме, некаде околу 86 лековити, како скоро као и со медо, ствари нешто помалку медо има, и тие делуваат и превентивно, но и, да кажеме, куративно. Ако е он нападнан од грип, лукот е апсолутно. Мислам дека старите малку повеќе ве слушаат околу овој дел, затоа што помладите заради мирисот, нели? И заради тоа што се работоспособни одат на работа и го игнорираат колку можат. Само заради мирисот. Што да кажам? Некој што не му требало, рекал дека лукот смрди. Лукот уствари убаво мирише. Најубавите парфеми на дуњата од Гучи, мадам Тисо и така натаму, мадам која беше тамо, Бовари. Фактички во нив има како носач и како лек, Но сега тоа е преработено. има лук. Да.
Има лук, навистина има лук. Ја неќам сега тука да правам демонстрации да покажам еден од најубавите колонски води у кои имам додаток на лук, но тоа е додаток само за да може да биде заштитена кожата, нели? Так, и да кожата е добро лука така за се. Така е и таму тие места кои се подложни на потење, на зарази и така натаму. Со колонска вода избиеме лицето и така натаму, но колонските води во азиските земји, вклучувајќи и Турција, која е полуазиска, европска, некој ако му припадне, трчат и колонска вода му стават да крпа под носо, да помирише. Не е тоа заради мирисо, него заради лековитите својства. А тие луѓе што викаат дајте му малку колонска вода, дека е колонската вода или ливанто како го викаат они. Колонската вода фактички има лук, а лукот делува смирувачки, делува и како лек. Сега да кажам, треба овие луѓе работоспособни најозбилно да земат минимум 8 дена, ќе земат 4 дена, еден ден пауза, па 4 дена. Тој чај што го кажавме. Значи дабот, јасенот и што кажавме, мајчина душица. Мајчина душица. И ако можат да најдат цвет од лопен. Лопенот е, негде го викат лисичја опашка и така натаму, тоа е жолт цвет кој спречава нападот на плучата и го спасува организмот од кашлици и напори од кашлење. Сега да кажеме и за возрастната категорија тие. За и постарите. Најнедисциплинирана категорија на луѓе, они обичат да пиенат, обичат да пушат, да се прејадуваат, да јадат пресолено, да јадат многу кисело, да јадат љуто. И не внимаваат на своето здравје. Не внимаваат. Многу често, и дури ако разговарате со некој од нив, па ја сум у таа категорија, ама они, како да каже човек, што е кренало, нека доаѓа. Не е така, секој ден бело видело е, фајда е да преживе и доживе нешто повеќе. Па на крајо, ако он не воде рачун за себе, ќе зарази и фамилијата, зарази и најмалите. И другите, да. У фамилијата, а што е многу лошо, луѓето од постарата категорија или најстарата категорија многу тешко се лекуваат. Многу тешко се лекуваат, затоа што нивниот организам е веќе ослабен, нема доволно јак природен имунитет да се природно, да кажем, организмот боре, а још и ако они капитулираат човек ренало нека доаѓа, ќе дојде оно што е најлошо. А сега е многу скапо и да се умре, па не треба да ќе направи проблем на блиските. На блиските за трошкови. Финансиски проблем. И така натаму. Ја да кажам дека возрастната категорија мора да земат чај 10 на 12 дена. А за нив сигурно посилен чај ќе препорачате за нив. Така, можеме да го споменеме, а нека запишуваат почитуваните гледачи, посебно оние над 60 или 70 години кои треба да ги запишат. Да стават по 2 лажици мајчина душица, 2 лажици да стават од лопенот, ако може да го најдат и ќе го најдат и 2 лажици дабова кора или лисија од даб. Или слично на возрастните. Да, или јасенови лисија или јасенова кора. 2 лажици. Тоа е 6 лажици, измешано добро, треба да се попаре со пола литар вода и да се варе 3 до 5 минути поклопено. И да остоje 2 часа. Тоа му е доза за цел ден да пие. Голтка по голтка. Помалку и да го задржуваат во устата тај чај. Затоа што преко дишењето и преко храната, а и со оно што рековме дека ги напаѓа органите за дишење, за варење, ќе дојде до започнување на лечење веќе од устата. Потоа иде во грлото, во стомахот, преко храната, доаѓа во крвта. Морам да напоменам дека вие често споменувате дека чајот треба да се пие полека, за да не се исфрли веднаш, затоа што веднаш ќе ги тера на мокрење. И второ, дека треба да биде млак до 40 степени. Односно, тука некаде како температурата на телото, 35-7 степени. Така е. За човечкиот организам, па и за животните, температурата која они имат е најповолна за земање на чај. Не е ништо изгубено од лековитите својства на чајот. И полека треба да се пие. И треба да се пие. Обично знаат по една чаша сега, цела чаша да испијат, после да исфрлат веднаш. Да го задржаваат чајот во устата и да поголтнуваат. Особено е важно за возрастната категорија навечер. Пред спиење, по јадење и пред јадење, но и после јадењето на пола сат треба да се напијат макар еден поголем фолџан од овој чај. Добро ќе спијат
И што е многу важно, заедно со храната ќе биде примено во крвта и ќе се направи една среќна, да кажеме, комбинација и циркулација на лековитите алкалоиди и фитонциди низ организмот на возрастните Сега луѓе. треба да споменеме дека ако забележат зголемување на симптомите, не е лошо да се појде на лекар, нели, да не се остане само на самолекување, но меѓутоа во превентивата и во лекувањето многу важни се овие чаеви. Тие чаеви, ако ги зима, тоа е исто како да е бил на вакцинирање, дури и појако, за тоа што рековме преска, тоа е природната сила што ќе му дојде на човекот преку лековитите билки, го ствара неговиот организам со појак имунитет и отпорен и на бактерии, гливици, но и на вирусите. Сакам да нагласам дека треба да се држи и диета. Без оглед дали се возрастни, работоспособни или стари, не треба да јадат пресолено, не треба да јадат љуто, не треба да јадат многу мрсно, ни многу благо, особено не шеќерашите, затоа што они се загрозена категорија, уколку се појаве кај нив грип, познати се причините за шеќерната болест, они сами знаат дека не смее нешто да се зима као алкохол, не треба да пушат, не треба благо. Така пушењето и алкохолот мора да го споменеме, нели, дека Многу штетно. Сепак, да. Никотино делува исто така штетно како што делуваат некои растенија кои ги разлагат или уништуваат алкалоидите и фитонцидите. Особено никотинот. Никотинот може да зима некој кој знае какви лекови, ако земе да пуше, ќе му се деси оно што е најлошо. Лековите нема да делуваат, така. а никотинот ќе го Го затровува. намалува дејството на она што го примате во текот на денот. Така е. Ќе го намалува дејството и ќе го прави организмот уште послаб. Да. Ако е он слаб со, да кажеме, една единица, ќе биде 1,5 единица послаб или Да. 2 единици послаб. Па сега нека размислат пушачите дали треба да пушат кога се болни или не. Они никогаш не треба да пушат, Така, но претежно кога се кога се болни треба да го забрават цигарета. Болните од грип не треба да лежат, треба да подстануват, да шетат. и да бидат поактивни. Така е, и да не се излагат на нагли промени на времето. Мора да го нагласаме тоа, паѓање на температурата, дождови, снегови и така натаму. Треба и да се добро утоплат. Ако има температура, треба да биде добро облечен со бнен джемпер, бнена блуза и секако ветровка, но да не забравяме, треба и нозете да се ги затоплат со волнени чорапи или со други средства за затоплување, како што се кондори, чизмички кои имат подстава и така натамо, но заради превентива и заштита на другите, они не треба да се мешат у поголеми групи луѓе и да избегават задржавање на едно место, како што е во продавници, како што е, да кажеме, во киносалите на изложби и така натамо. Нивното присуство таму би било повеќе штетно отколку корисно и за нив ќе биде штетно, затоа што стварањето на поголема маса на луѓе нема кислород за нив. На нив им апсолутно треба на оболените од грип поголеми количини на кислород, затоа што кислородот ја подобрува крвната слика, подобрува ја циркулацијата, без него не може да се живее, но кислородот ги убива гливиците, бактериите, убива ги и вирусите, затоа што со оксидирање, дури сега видите со кислород се врши дезинфекција, дезинсекција, па се врши на некој начин стерилизација. Нема один, нема температура, ќе мине низ тамо дека има озонификација, а озоно е кислород 3 пати комбиниран, O3, и ги убива бактериите, гливиците и вирусите. Па на овој начин, ете, зборувајќи за грипот, не треба да ги фаќа паника луѓето и да не капитулират биолошки. Мора да се верува во себе и да се однасат со самопочит према својот организам, према своето здравје и да веруваат во себе. Секогаш да викат, јас ќе оздравам, јас нема да се паѓаат во разволам. очајание дека Секако. И не може да ете, им помогне. пожелувам никого да не го нападне грипот, но колку дојде ред да има такви проблеми, ете, лековите се ни пред очите, за ситни пари многу лесно можат да бидат излекувани. Луѓето, ако се лечат на природен начин, за 4 до 8 дена максимум, викам, може да бидат потpuno здрави.
Веќе следната емисија ја кажавме, можеме да најавиме дека ќе биде повеќе за дамите, наменета за тоа како да се заштитат од прекумерна шминка или можеби своето лице, негување на лицето, негување на телото, значи ќе обратиме внимание повеќе на кожата на дамите. Затоа што нели според празникот 8 март па би требало нели да посветиме поголемо внимание на понежниот пол. Јас ќе се благодарам што и вечерва одвоивте време за нашите гледачи да ги советуваме за сезонско заболување, сезонски грип кој го има во голем број нели заболени граѓани и во нашиот окочани, па да се надеваме дека многу помалку ќе има веќе следниот месец. Благодарам и на вас, а да пожелам на сите да бидат живи, здрави и среќни и грипо подалеко нека го однесе ветер, вода и така како што има во нашата традиција да се бае, да го размине секого едноставно. Благодарам уште еднаш. Ќе се работуваме понатаму и ќе зборуваме на различни теми. Ве очекуваат нашите гледачи. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравје од природата. Разговаравме со магистер Киро Бојаджиски, зборувавме за сезонскиот грип, како на природен начин да го излекувате. А доколку ви помогнавме на некој начин, се гледаме следниот понеделник во истиот термин. Бидете со нас, бидете со Канал 8, секојаш знае да ве расположи. Довидување.